Благодарам. Почитувани колеги, колега Тунтев, обидувајќи се да го оправдате овој закон, навистина се претворите во вистински јазичен виртуоз. Меѓутоа, не можете да излажете македонската јавност. Сепак, ова е закон за употреба на јазиците на албанскиот јазик. И ајде да преведам да ме разбере цела македонска јавност, ова е класична двојазичност на територијата на цела република. Господине Тунтев, многу пати ве прашавме тука од говорница. Има платформа или нема платформа, Тунтев? Дали ние укажувавме дека ќе дојдеме во оваа ситуација, господине Тунтев? Укажувавме многу пати, безброј пати. Јас лично од оваа говорница сигурно десетина пати укажував дека ова е само еден минимален дел од тиранската платформа. И да биде уште потрагично, колега Тунтев, слушнавме изјавите на колегите пратеници дека со овој закон не е достигнат максимумот кој што е потребен. Што треба допрва да очекуваме, колега Тунтев? До каде ќе бидат границите? Дали вие имате граници? Или само останува една гола борба за власт и ништо повеќе? Јас ве разберам дека мора да го оправдувате законот, но не можам да ве разберам како вие сами се прелажавте во тоа. Дали вие поверувавте во тоа, колега Тунтев, дека нема да има двојазичност во Охрид, дека нема да има двојазичност во Пехчево, во Берово, во Виница, во Прилеп? Како вие тоа ќе го објасните на вашето гласачко тело? Кога одевте во избори, колега Тунтев, дали им кажавте дека ќе има двојазичност? Или им велевте ќе има 500 евра плата, тоа ќе ви обезбедиме, после секое завршување на студентите ќе ги вработуваме. Ете тоа велевте, колега Тунтев, вие за тоа добивте гласови. Не добивте гласови за воведување на двојазичност. Во мое Берово, вие немате право да одлучувате дали треба да има двојазичност, колега Тунтев. Немате право да одлучите дали печатите на здравниот дом во Берово ќе бидат двојазични, дали целата кореспонденција правна ќе биде двојазична. Зошто вие земате право да одлучувате место мене, наместо сите граѓани на Република Македонија? Вие не добивте глас за тоа, колега Тунтев. Јас искрено се надевам дека македонската јавност ја разбира сериозноста на донесувањето на овој закон и дека на следните избори вие за тоа ќе ја добиете казната. Затоа што македонскиот народ нема кратка меморија, како што вели вашиот лидер. Или ајде да потсетам уште една изјава на вашиот лидер во Берн, каде што кажа: мораме да излеземе од границите на рамковниот договор, на Охридскиот рамковен договор. Ете токму тоа е, колега. Овој закон за двојазичност излегува не само од Уставот, туку и од Охридскиот рамковен договор.